Добре ни дојавте, почитувани гледачи, и еве не во новото издание на емисијата Неделен микс. Знаете дека секогаш одвојуваме време за културата, така ќе биде и денеска. И еве нашата денешна првична тема. Имено, неодамна беше изведен експерименталниот видеотеатарски проект Крик, Асин Селак. Во видеоперформансите играат актерите Здравко Стојмиров и Филарета Атанасова, а режијата е на Иванка Апостолова Баскар. Која е иницијалната тема и во колку действени целини е структуриран овој проект и дали се задоволни како на крајот сето тоа испаднало, бидејќи ова е експериментален проект. Дознаваме за сите овие детали од Иванка Апостолова Баскар, таа е режисерка, продуцентка, а незина е и адаптацијата на сценарието и заедно со нас е тука и еден од актерите, Здравко Стојмиров. Добре ни дојдовте. Ви благодарам за поканата. Добро ве најдовме, благодариме за вниманието и за интересот. Пред се честитки за вашиот проект, кој што не само во Македонија, туку препознаен и надвор од границите, но за тоа малку подоцна. Во секој случај, можете ли мене и на гледачите по-конкретно да ни објасните за каков проект станува збор? Па вака, значи експериментален видео театарски проект, снимен на одредена локација. Таа локација е всушност се воени гробишта германски од Првата светска војна, лоцирани во Битола. Приказката е поделена во два дела. Станува збор значи за видео монолози, односно монодрами кои што се споени во два дела, се контекстуални, се огледални. Имаме машка верзија, Крик во превод војна, значи германски војна, и женската верзија Асин Селак, тоа е обратно од Калесница, односно познатата стихозбирка на Светлана Христова. Абстрактна форма, поделена во 7 целини. Првиот дел е војник машина, потоа војник човек, потоа војна, односно крик, со посебен фокус на страдање, на агонија. Потоа ескапизам или калесница. Следниот дел е смрт, потоа следи епитаф, значи посмртен епитаф, и на крај елегија. Многу комплексно. Како беше сето тоа да се подготви? Здравко, вие сте еден од актерите. Како вие се подготвувавте за самиот процес? Мојот почеток во процесот, на почеток целиот материјал веќе беше спремен на некој начин. Дури имаше и план за снимање, за сите точки поодделно. Јас сум учествувал во многу експериментални, алтернативни, модерни, постмодерни, секакви и измислици, и разни длабоки творечки, вдлабочувања, но ова беше прв пат да работам на видеотеатарски проект. Како и секоја друга задача, се разбира, јас му пристапив со ентузијазам како прво, а второ, љубовта што ја носам кон работата не ми дозволува да не си јас работам работата честно. Не ми беше нешто многу големо изненадување, иако не сум работел на таков проект, сепак основите на мојата работа се тие, без разлика дали ќе бидат на сцена, пред камера. Но во секој случај беше забавно. Истражувавме една длабока тема која е Evergreen низ годините војна. Една од темите која сите би се радувале доколку не би се повторувала низ времето, но тоа е тоа. Да. По прашање на мизен сценот, по прашање на движењата, бевме повеќе фокусирани на карактеристики на војување типични за Првата и Втората светска војна. Тоа е многу битно, без вклучување на некакви современи овакви елементи на војување, ослободени целосно од реквизити, значи фокус на чиста глума. Чиста глума. Еве можеме да видиме и инсерти, и гледачите ќе може да видат како всушност изгледа тоа, дека се е значи на видеобим, нели? Така, видео, не се актерите на сцена. Како видеоарт, како филм, како филмски проект. Да. Затоа е битно да се назначи кога добиваме термини за скрининг, да се назначи дека е видеотеатарски проект. Да нема недоразбирање. Така и некако и ние го најавивме всушност театарски диптих кој што е инспириран од Калесница, поезијата на Светлана Христова. Да, меѓу другото. Нашата врвна, нели,
поетеса, а зошто токму Калесница? Која беше поврзаноста? Па во контекст на Чадор проектот кој што не финансира, тоа е Етерија во периодот 23-24 година и малцински удел на Министерството за култура. Тоа е проект поддржан од Креативна Европа. Темата на конфликт, тензија, трансформирање, како се вика, на проблеми со алатки на социјален театар. Значи, имавме неколку параметри. Ние се одлучивме за Калесница, бидејќи е една феноменална, архајска, етнолошка, феминистичка стихозбирка од 70-та година, која што зборува всушност за тензија и за емотивна војна во љубов помеѓу маж и жена, кои што никако да се погодат. Постојано има некакви недоразбирања, некакви разидувања, недоречености, кои што ги искористивме за да ги ставиме во аналогија на овие војни, како се вика, говори на телото во контекст на приказката. Некојаш е многу потешко, нели само со телото да се искаже и самиот перформанс да се направи, бидејќи татарските представи се нели вообичаено со говор, во филмот имаме говор и така натаму, но вие се фокусирате само на говорот на телото или има и говор? Водат? Има и говор. Имате диалог, значи. Посебно збирката, има извадоци од поезијата внатре. Тоа се, јас на некој начин го разбирав како жетта на војникот за нешто нормално од животот, она што го привлекува во животот, како љубовта, како една константна и сосема спротивна на војната. Да. Мислам дека точно таа поезија многу добро се совпадна во овој проект. Да, така. Таму беа измешани исто така и надгробни надписи од британските воени гробишта. Така, направивме една селекција на најпоетични епитафи. Единствено епитафи на војните гробишта можете да ги најдете на скопските британски. Така да ги позајмивме и ги вклучивме, ги вклопивме во овој, како се вика, адаптацијски, компилацијски колаж на сценарио. И откако гледачите ќе го изгледаат овој видео театар, перформанс, театарски перформанс, која е всушност пораката која што испраќа? Еве зборуваме за војна. Војната, за жал, и ден денеска присутна како поим. Меѓутоа, што нешто вие со вашиот проект би сакале да пренесете? Прво сакам, потоа Здравко ќе ме надополни. Прво сакав да подсетам да не заборавиме на автентично, изворно, како се вика, инспирирано потреба за создавање на уметнички, креативни дела. Значи, да не заборавиме на тоа. Што помалку пропаганда од уметност. Пораките се, бидејќи абстрактна форма, тоа значи слободна форма, секој може, како се вика, да си ја разбере како што сака. Знаете, има луѓе кои што не им се блиски такви форми на изразување, тоа е сосема нормално и сосема во ред, меѓутоа има публика која што едноставно ужива во бесконечни експерименти. И преку овој проект јас би пуштила некаков апел да не забораваме да создаваме експериментални форми во филм, во видео, во театар. Да не се заборави затоа што тоа е состојба која што ги ресетира кризите во уметноста, во современата уметност било во кој домен. А уметноста е тука секогаш да зборува гласно за сите општествени проблеми, за сите теми, да критикува. Вие сте продуцентка, режисерка, во многу сфери сте во уметноста и во културата вклучени, вие сте актер. И како гледате, еве, конкретно на уметноста сега, денес? Малку контраверзно прашање. Уметноста денес, зависи уметноста денес во нашата држава е уметноста денес во Скопје, уметноста денес во Велес, уметноста денес во Европа и во светот. Ако зборуваме за уметноста, еве, кај нас да речеме, доста долго време недостасува еден правец во уметноста, во смисла ние како уметници, целата фела, сликари, музичари, така натаму, никогаш на државно ниво не сме се договориле која е нашата цел, што сакаме, каква уметност сакаме нашата држава да создава, кои се темите кои сакаме да ги обработуваме. Едноставно од време на време за нешто се критикува, кога критиката е подолга, тогаш се навалува на
такви работи, да речеме. Немало домашни текстови, ретко се пишуваат домашни текстови, но и ретко кога луѓето на кои им требаат текстови, ретко истражуваат дали воопшто има и каде да ги најдат. Точно. Па еве сега во театарот посебно гледаме една наклонетост кон домашните автори, сега за сега од јануари, да речеме. Се надевам дека не е само краткотраен тренд и инцидент. Да, Бидејќи имаме навистина автори кои што се врвни, да. Да. Па ќе видиме како и на кој начин ќе се развива. Многу од делата кои се пишувани пред 50 години, пример, се веќе направени и било дури и експериментирано на нив и така натаму. Па подобро би било да видиме некои нови работи во ново светло, отколку стари работи во Веќе видено. Да. А има домашни талентирани млади автори, посебно авторки, кои што заслужуваат внимание. Барем ние им ги објавуваме драмските текстови. Да. Еден ден ќе бидат и поставени. А и во театарот работата никогаш не застанува, така што еден текст дури и да не е готов во тек на работа може да се дозаврши, да се доизмисли, да се преизмисли, да се пренапише, донапише и така натаму. Така е, да. Треба да се даде секогаш шанса на младите. Да. А и ве гледам имаме и многу и книжевници, значи писатели, поетеси. Гледаме дека многу се создава во однос на литературата исто така што ете во однос на драмските текстови секако треба нели да им даваме шанса. Сега вашиот проект, да се вратиме на проектот, беше завршен минатата година во март. И во меѓувреме навистина големи успеси и надвор од Македонија доживеа. Имено на повеќе меѓународни фестивали за независен филм и видео добивте 6 награди за најдобар експеримент, една награда за најдобар режисер на експериментален видеофилм на повеќе фестивали во Индија, Европа, Канада, а оваа година влеговте и во селекцијата на меѓународниот фестивал на Монодрама 2025 во Битола. Влеговте во исто така сега во културно-информативниот центар во Скопје во салон на 1919 или во како скопска премиера, да кажам, на самата програма, така што ова е навистина голем успех ете за година дена на самиот проект. Вака ќе бидам искрена. Значи, штом го завршивме проектот, сировите материјали, дел од нив беа употребени за уметничките резиденции, односно театарските резиденции, кои што беа дел од проектот Етерија. Кога го измонтиравме онака како што го замислувам, како се вика конечниот резултат, намерно почнав со филмски фестивали заради тоа, и тоа независен филм, заради тоа што се поотворени за експерименти кои што доаѓаат и од театар, не само од филмот. Тоа е една работа. Втора работа, знаете, многу се затворени круговите кај нас во театарот. Не можете така лесно да влезете и да работите, да соработувате и покрај тоа што се овакво отворени за копродукции, што е добро, што е овакво чекор на поместување од таа херметичност. Намерно сакав да собереме што повеќе меѓународни референции за да посилни им се обратиме по една година на театарските фестивали. И навистина тоа се покажа како добра стратегија, бидејќи првата шанса ни ја дадоа селекторот и екипата на меѓународниот фестивал во Монодрама. Меѓутоа влеговме со верзијата на Здравко, односно Крик, машката верзија. И потоа почна да се отвараат можности за скрининг во како се вика Pebbles, тоа е мрежа на светски експериментални филмски уметници кои што се одржува секоја година во Канада. Следеше проекцијата минатата недела во Киц, за што сум многу благодарна. Конкретно месец јули не поканија на фестивалот во Призрен, каде што ќе го имитуваме целиот видео театарски проект со двата дела. Штета што Филарета не е тука, бидејќи е одлично се носи, одлична интерпретација создаде во рамките на женскиот дел. Така да добивме термин оваа година за театарскиот фестивал во Крива Паланка. Повеќето фестивали и уметнички колонии не поканија за следната година, така да јас сум многу благодарна и се радувам на сите овие можности кои што постепено се отварат и кај нас, бидејќи многу здраво е, многу нормално е, добро да преидеме преку локален антагонизмот и да воспоставиме добра комуникација и соработка и доверба со домашните институции и уметници. Да. Не само и со домашните институции.
и со странските институции, со фестивалите, не е само за да се покаже самиот проект и нашиот експеримент, па тука ќе разговараме и ќе има и дискусија. Најважното е што ќе се среќаваме со други луѓе кои што ќе го искусат она што ние сме го направиле и ќе имаме некоја здрава основа за разговор и така се шират контакти и понатаму заеднички проекти потенцијално. Поентата ми е, Здравко, што испадна дека меѓународните соработки се поотворени отколку домашните. Да. Мислите дека Значи, секогаш тоа било ми е така, поентата, Иванка, или сега во последно време? Од секогаш било така или Во тој моето, ваш печаток? во моето искуство од секогаш било така со ретки години на отварање па повторно затварање. Тоа е поврзано, знам дека и со финанси, но поврзано и со менталитет, со мајндсет. Иванка, вие сте продуцент, режисер, визуелен драматург и сте исто така на чело на Македонскиот центар на Интернационален театарски институт. Имате многу активности, посветени сте на повеќе сфери во културата, но на кој поконкретно и всушност како функционира организацијски овој институт? Така. Значи, многу сум благодарна што Министерството за култура ни ја покрива меѓународната чланарина на годишно ниво. Значи, тоа е прекрасно. Дополнителни чланарини не собираме, бидејќи создаваме проекти. За жал не ни поминуваат проектите на град Скопје и на Министерство за култура, што е некаква чудна дискрепанца, но добиваме меѓународни оваква поддршки, меѓународни соработки, каде што можеме непречено да прво да разменуваме комуникација и информации со нашата театарска заедница во однос на тоа што се случува во свет, да промовираме домашни македонски автори, им ги објавуваме драмските текстови во електронска форма, која што е поекономична, меѓутоа и многу поедноставна за широка меѓународна дистрибуција и промоција. Потоа создаваме видеотеатарски проекти. Секогаш кога добиваме наменски грант, организираме различни едукативни работилници кои што се со фокус на создавање на театарски сценографии, креативно пишување, драмско пишување, креативна продукција, така да некаде измеѓу и јас самата си се апдейтам и учам независно од нашите оваква соработници и учесници. Да речеме, оваа година Мија Ефремова беше дел од меѓународниот проект со уметничка организација од Хонг Конг, каде што беше преведена на кантонски јазик нејзината драма Big Deal и беше представена во јавноста преку креативно драмско читање од кинески режисери и актери. Вториот проект во овој контекст е, видете, ние соработуваме со многу шоукейси, меѓународни и театарски фестивали, каде што постојано разменуваме информации. Нивни најдобри представи ги промовираме во рамките и лобираме да влезат во програма во рамките на нашите домашни фестивали, меѓутоа промовираме наши режисери, наши драмски автори и актери да влезат во меѓународни копродукции, бидејќи во последниве 3 години Европа посебен акцент става на развој и поддршка на меѓународни продукции и соработки. Тоа значи копродукции, реципроцитет, некако да се изрелативизира премногу национално создавање, што не е проблем, меѓутоа е предизвик па меѓународното, како се вика, соработување, бидејќи имаме креативен клеш, судир на различни методологии на работа и тоа предизвикува потенцијални иновации. Важно, значи, вие сте на некој начин како врската помеѓу фестивалите, помеѓу уметниците. Тоа е улогата на ИТИ, УНЕСКО, една од најстарите мрежи, така да по прашање на доследност, нашиот тим е доста доследен. По прашање на отвореност, транспарентност. Така, тоа е исклучително важно, нели, да им се дава шанса да имаат можност да се искажат, да се појават на различни фестивали. Значи, ништо затворено, ништо мистично. Едноставно, похрабри се младите театарски уметници, знаат да си побараат драми за читање, знаат да побараат информација. Така се работи. Никој ништо нема да им земе. Само можеме да станеме посилни креативно. Така, апсолутно. Здравко, неодамна на меѓународниот фестивал на монодрама Алба Моно во Поградец, Албанија, кој што се одржа, ја освоивте наградата за најдобар актер за монодрамата Фетишист, проект на Народниот театар Битола. Пред се честитки за оваа голема награда, па кои се вашите импресии и впечатоци од фестивалот? Фестивалот не ми беше тук, сум бил на истиот фестивал, но оваа година беше во различен град. Фестивалот Алба Моно порано се одржуваше до минатата година, се одржуваше во Корча во Албанија.
Јас сум бил гостин таму во 2010 или 2011 година, не сум точно сигурен, но мислам дека е 2010 година. Оваа година за прв пат се одржуваше во Поградец, во Албанија, го преместија, не сум сигурен зошто, но не е ни важно. Екипата на фестивалот е истата, се разбира без Димитри Оргоцка, тој беше поранешен директор на фестивалот, исто така многу познат актер во Република Албанија. Бевме супер пречекани, мислам, се осеќавме како дома, многу пријатна атмосфера, останатите екипи исто така сите беа многу дружелюбиви, еве се уште си испраќаме електронски писма со благодарности, впечатоци и сеќавања. Така што беше во многу топол и позитивен дух сето тоа. Наградата како една потврда, како уште едно нешто плюс за да го одржи ентузијазмот и љубовта кон работата. Понекогаш потврдувањето на трудот значи многу повеќе од било што, било каква финансиска награда или символична награда. Јас сум добивал досега и други награди, ова не е моја прва монодрама, имам досега 3, ова е трета, значи. Исто така сум бил чест гостин на фестивалот на монодрама во Битола. А и на други фестивали се разбира. Мислам дека ова ми е некаде 6-та или 7-ма награда, а поточно е награда за најдобра машка улога. Но без разлика, најдобар актер, најдобра актерка, а главната награда, името на главната награда, Гран При, е Димитри Оргоцка. Таму имаше по порталите, некаде пишуваше а наградата Гран При ја доби Димитри Оргоцка, па потоа името и така натаму на учесниците. Само да коригираме дека наградата е всушност Димитри Оргоцка, поранешниот директор на фестивалот. Ете како треба нели секоја информација убаво да се провери. Точно. И Домот на културата во Малик во Албанија всушност го носи неговото име Димитри Оргоцка како центар за култура. Аха, така. Јас би сакала Здравко да го надополнам. Здравко е одличен актер. Значи, е задоволство да се соработува со него. Прво, на одредена контекстуална задача, тој ви дава по 5-6 варијанти, не знаете кој е подобро, не знаете кој да ги одберете. Баш онака, светски калибар. И второ, нешто што е малку реткост, дисциплиниран, одговорен. Значи, можете да се ослоните. Топло препорачувам соработки и вработување на ваков прекрасен актер. Апсолутно, апсолутно апел до нели до сите кои што треба да слушнат. Имаме извинете што ви влегов во збор, зашто ни требаат одлични актери и актерки кои што се отворени за соработка со различни режисери и продуценти. Пошто ги имаме, фантастични се. Но треба навистина и понатаму најдобрите да влегуваат. Тоа апсолутно е така. Во ансамблите. И Здравко и во досегашната кариера има докажано и покажано не само преку наградите, меѓутоа и самата публика тоа го коментира и самата публика сака да ве гледа на вашите изведби, вашите представи и тоа ете потоа следствено наградите си доаѓаат, но во секој случај самата публика сака да ве гледа и ја почитува вашата работа, така што се надевам дека уште нели долго време ќе имаме можност во различни перформанси да ве гледаме. За разлика од многу од моите колеги, јас имав на некој начин среќа да наоѓам соработки и да бидам константно на сцената, некако да се вртам со еден, друг, трет проект и така натаму. Сме работеле секако, секаде. Монодрамата воопшто не е едноставен жанр. Сам сте на сцена, сите очи се вперени во вас, се зависи од вас. Да. Како го гледате како жанр? Како на некој начин тоа е дури и олеснување. Но од друга страна пак ти не достигаат работи што не можеш да ги имаш. Еве да речеме кога си без партнер на сцена, не мора да се подпираш на никој. Додека си ти во контрола и ако е се под контрола, тогаш нема никаков проблем. Монодрамата не е толку тежок жанр, во смисла има потреба од повеќе енергија, можеби поголема физичка спремност, зависно и од самиот проект. Има монодрами кои не се, да речем, физички динамични, но се пак внатрешно динамични. Така. Но во секој случај си бара една концентрација
за кое што мислам дека секој актер доколку би се решил би бил способен. Сега зависно од тоа кои се неговите интереси, желби, што сака да каже, неговите пориви и слично зависат од него и од тоа зависи каква ќе биде мојата или вашата монодрама. Така е. Иванка, вие имате и големо искуство во странски земји, имате работено во странски земји, вашата доедукација беше исто така во Словенија. И имате искуство кога стануваат збор театарските представи таму, како сценограф, костимограф, исто така креирате видеотеатарски проекти, пишувате есеи, интервјуа за многу странски медиуми, соработувате и со повеќе мрежи за театар. Како беше искуството да се работи во странство, односно конкретно за Словенија како земја? Па, постдипломските студии ги заврши во Словенија на ликовна антропологија со драматургија и сценографија. Работев на 5 проекти во Словенија со сосема различни режисери, сосема различни естетики, пристапи во различни театри, претежно во Љубљана, како СНГ драма, Младинско гледалишче, Лутковно гледалишче, независниот Шкуци Глево копродукција. Знаете како, со Ален Јелен, со Јернеј Лоренци, со Матјаш Пограјца, со Борис Кобал, со Матјаш Зупанчич на театарската фела, посебно по старите им се многу добро познати овие театарски режисери, кои што и на времето беа некои од нив активни во Југославија. Видете, словенците имаат сериозен театар. Значи имаат сериозна културна политика, имаат сериозни институции, и тие имаат, како се вика, свое собствено незадоволство, критички настроености, успони и падови, меѓутоа конструктивно ги решаваат. Ме разбирате? Што е многу важно. Што е многу важно, да. И таму многу повеќе младите луѓе се жалат, потешко добиваат шанси, но сепак ги добиваат. Затоа што знаете како никој од нас вечно не живе, не? Не можете вечно само двајца-тројца да режирате и да ги окупирате режисерски 5-6 театарски куќи во една помала држава, да речеме. Едноставно неприродно, невозможно, така? Значи, со добар менеджмент, со добра уметничка програма, со добра културна политика на ниво на држава, на ниво на општина, на ниво на регион, на ниво на институција, не, на ниво на тим, за сите има простор, разбирате. Така да многу се попрофесионални, многу се подоследни. Вистина е тоа дека и се уште многу поблиску нивната естетики се поблиски до австријски, германски, до швајцарски, односно германско говорен театар, меѓутоа со примеси на влијание од Унгарија, од Италија и најдоброто задржано од екс-југословенските простори, кога југословенскиот театар, без разлика дали е словенечка, македонска, српска продукција, беше всушност еден од најдобрите во рамките на Европа. И секогаш, нели, тие примаат и гости. Нашиот Александар Поповски режисер исто имаше можност да режира таму. Значи, се отворени и за луѓе кои што не се од Словенија, тоа навистина убаво. И се повеќе стануваат отворени, иначе си беа херметични на некој собствен начин и тие. Херметични во смисла предпазливи, малку повеќе време им треба на словенците да почувствуваат дека не ги загрозувате, дека ништо нема да им земете и тогаш се отвараат за и се одлични соработници. Тоа така и обичниот народ е таков, нели, во обичната комуникација. Јас имам еден период таму живеено и им треба време да се малку ослободат. Точно, не можете вие да се наметнувате, него треба да ги разберете и постепено да искомуницирате со нив и се интегрирате во една добра соработка. И тоа сосем во ред и за обична комуникација, нели? Ние сме некако многу послободни, меѓутоа некогаш може би подобро малку, нели, со некоја доза на опрез, а потоа знаете, со почит. Со почит, да. Кај нас 90% луѓето преку ноќ добиваат, знаеме на кој начин, се што ќе посакаат. Дали се добри, дали знаат да се носат со тоа што ќе го добијат преку ноќ, е прашање на скоро распад систем, кој што го сведочиме. Така да кога идат таквите луѓе во странство, мислат дека како што функционираат работите во Македонија, функционираат и во странство. Воопшто не. Ќе ве отфрлат од игра, така? Нема рушење на се разочаруваат. Нема рушење на Плечников мост, како што доживев една случка од македонски колеги. Го советува детето, ќе дојдеш ти во Словенија, има да го срушиш Плечников мост и поубав да изградиш. Јас се викам, зашто го советувате така? Детето, па тоа е погрешно, па тоа не е здраво, не е нормално. Да, има секакви ситуации, а се цени ли квалитетот доволно? Кај нас или таму? Па, ето, за таму рековме дека постепено, нели, апсолутно се да. Се цени. Сега ние овде секогаш се поделени мислењеви, други ваши колеги кога ми доаѓаат
нели поделени се мислењата во однос на тоа, меѓутоа еве од младите актери од конкретно ето Здравко, кој Се разбира дека се поделени. Уметноста сама по себе е субјективна. Не може да се каже пример за еден уметнички продукт дека е добар, не е добар, одличен, односно може да се каже се. За една иста скулптура, например, некој може да каже зошто е посебна и убава, некој може да каже зошто е пошла и не оригинална. Така што работите во уметноста се субјективни, но во секој случај уметниците кои што се во таа област треба да на некој начин да ги наоѓаат работите. Едноставно најмногу уметниците треба да работат на вкусот, да имаат добар развиен вкус за она што е убаво, она што кажува повеќе, што отвара и на некој начин така да се добие правец во однос на тоа што е квалитетно. Но не мора да значи дека тоа е квалитетно, тоа може да биде квалитетно за нас и за развојот на нашата уметност. Не мора да биде квалитетно за самите проекти, но со тек на време и самите проекти ќе добијат на квалитет. Извини Здравко што те Да, прекинав. слободно, Јас само слободно. сакам да те надополнам. Постои според Бурдие објективна, односно трансцендентна објективност. Точно знаеш, чувствуваш дека нешто е добро. Да. А секундарно е дали ми е блиску по вкус или ми е далечно. Тоа е нешто друго. Тоа е веќе субјективното. Во нашите... Меѓутоа, морате да признаете дека нешто е добро издржано, иако it's not my cup of tea што велат. Не ми се И тоа допаѓа сум тоа. во ред. Да. Тоа е. Пардон. Трезна критика и самокритика е секогаш добре дојдена. Нас во последно време ни не достига, ми се чини како порано што имаше театарска критика, режисерска критика и така натаму, филмска критика. Тоа некако се чини дека малку недостасува. Постојат индивидуалци, нели, кои на своја рака, на база на својот ентузијазм, си пишуваат текстови. Претежно во текстовите се доста дипломатски. Јас ги разбирам колегите. Прекрасно е што постојат, затоа што сепак се една здрава рефлексија. Критиката, дури и острата критика, не треба да не плаши. Таа е комуникација. Значи, таа ни посочува кои се силните страни и кои се слабостите во една театарска представа. Например, еве, пошто сме од театарот, перформативни уметности. Значи, мене тоа ми е потребно, ми е здраво. Малце како се вика, ќе ми биде незгодно, малку нелагодност ќе почувствувам, меѓутоа убаво е да си отворен, да прифатиш, не? Можеш да се сложиш, а можеш и да не се сложиш со остра забелешка. И тоа е исто така предизвик еден, нели? Како се поставуваме и во однос на театарски критики. Зошто да идам да го тепам човекот ако ми искритикува? Па дури ако рекол слаба е оваа представа, што бара тука, не одговара за овој фестивал. Ако е конструктивно во ред. Барем нели? напишал некако збора искомуницирал, приметил, мислам. И тоа е нели маркетинг. Апсолутно. Секоја критика е добре дојдена во секој случај, затоа што навистина ја немаме. Има некои колумнистички осврти во однос на не знам, на чувство, идеја и слични описи, но вистинска професионална театарска критика многу недостасува. Недостасува некаде 98%. Дали може само да те надополнам што значи професионална критика? Значи, таа може да е есеистичка, нели, во пристапот. Меѓутоа, потребни се и факти, потребни се аргументи, потребни се професионални компарации. Значи, ништо не почнува со нас, постојат генези, познати и непознати, а ние, свесно или несвесно, како се вика, комуницираме и создаваме, сме се препознале, знаејќи или не знаејќи, на одредена фреквенција која што веќе постои во историјата на уметност, постои во светската историја на театар и така натаму. Така е, да. Спремен, стручен критичар ни посочува на тоа, малку не приземјува, малку не демистифицира, но и е способна да препознае оваков потенцијално иновативен леер, слој, не, кој што почнува малку да не диференцира од другите. Пример. Затоа е здрава и потребна стручната критика. Така, Проблемот што нема млади театролози кои би го правеле тоа, а од старите што се останати, повеќето дури не пишуваат веќе, се во пензија. Едноставно немаме замена. Така е, вака најревностни Не мислите дека има нови млади кои што може би треба и шанса да им Има се даде? некои изблици од време на време, овде, онде, денес е време на комуникација, така што се некаде ќе сретнеш нешто, но тоа е толку малку и недоволно што едноставно никој не го забележува во етерот. Мислам дека и екзистенцијалните битки ги голтат младите луѓе, така да забораваат малку на сопствениот ентузијазам, не?
во однос на нешто многу специфично како што е театарската критика, која што е непрофитен сектор, како и скоро се во Добро, култура. секоја уметност е скоро непрофитен сектор. Треба да се знае дека за уметноста треба да се плаќа. Не е гранка која што е некаква индустрија која произведува средства. Има Ја нешто храни надежно. душата, ако ништо Така. друго, меѓутоа и финансиите се неизоставен дел, нели? Да, Имате, знаете што е надежно, што еве ние соработуваме со неколку фестивали кои што заеднички веќе неколку години создаваме резиденции за театарска критика наменета за млади луѓе. Тоа е малце фрустрирачки, млади луѓе, некој до 30 години, некој до 35, некој до 40, тоа е фрустрирачки. Меѓутоа, надежно и убаво е што практичари, актери, театарски режисери влегуваат во критика. И тоа е добро. Затоа што имаат праксата и сосема многу пооргански мислам дека ќе влезат во критичкиот процес, односно влегуваат. Така. Здравко, во однос на конкретно твојата актерска кариера, имаш ли некои најави, нешто што би можел да ни најавиш, или пак еве уште едно прашање во смисла во какви улоги би сакал да се видиш, да се пробаш? Што е она нешто ти е ново, а би сакал да се испробаш себе си? Моментално работам на еден проект, се вика 80 години потоа. Се работи за Еврокас продукција на Бранко Брезовец од Загреб, Хрватска. Представата е на тема користиме раскази од еден хрватски поет, Никола Шоп, и се разбира многу други работи. Во моментов имаме проби, работиме. Премиерата треба да биде на 15 и 16 септември во Загреб во Технолошкиот музеј Никола Тесла. Уште дека учествува и на некој фестивал, може би домашен, може би не, ќе видиме до крајот на оваа година. Во однос на улогите, јас немам улоги што би сакал да ги изиграм. Улогите што може би сум сакал да ги изиграм, сум ги изиграл на некој начин. Во многу представи сум имал многу можности да изиграм по десетина улоги одеднаш. Што се вика, во една монодрама ќе изиграш 50 најмалку во еден час. Така што единствениот предизвик може би бил идејата и како да се постигне таа идеја да се оствари и на правилен начин да погоди точно таму каде што треба. Дај Боже да имаш уште многу такви улоги кај што ќе ги надминеш и поместиш своите собствени граници. Така, знаете, познатиот Нико Горшич, кој што го сакаат македонските театарски уметници, соработуваат со него, вели Здравко има уште една способност, вика, ќе откаже некој глумец улога. Вика, за 2-3 дена ја совладува, влегува, вие спасува представата. Што е редкост и што е посебна тоа се вештина. таленти, тоа се комплексни актерски таленти, способности. Така. Има време да се навикна, мислам. На почетокот имав некои такви упаѓања, па морав некако брзо да се снајдем и од тогаш веќе немам проблем со такви работи. Тоа е талент, како што спомнавте. Актерска имагинација, актерска интелигенција и актерски емоции, богат капацитет. Така, длабока интуиција, значи многу е битна актерската интуиција меѓу другото. Ту машала речи. Нема што тоа се аргументи, тоа се факти. Многу ви благодарам за разговорот и ви посакувам понатаку успешни соработки и меѓусебно. Ја поздравуваме секако и актерката Филарета Атанасова која што не е тука моментално присутна, но секако и таа е составен дел. Филарета е ретко фотогенична македонска актерка. Значи камерата ја обожава. И меѓу другото, нејзиниот простор многу специфичен, додека работите со нејзе, е краткотраен, интензивен, меѓутоа неверојатно богат емотивно. Таа е фантастична е на пред камера, колку е експресивна. Веројатно и забележивте на некој од кадрите. Да, врвна. Навистина не знам сега кој од тука инсертите нели како што се вртат, во секој случај се надам дека ќе има можност скопската публика и во друга прилика да го гледа видеотеатарскиот проект. Ке има. Ние редовно најавуваме се што следи. Сакам уште една најава. Центарот за современи уметности го селектираше нашиот проект за месец октомври во рамките на нашата мини видео театарска ревија, каде што ќе може да се видат нашите последни 3 проекти наградени меѓународно. Една убава прилика за месец октомври ќе промовираме. Одлично. Ето, се радуваме на она што следи оваа есен тогаш. Уште еднаш благодарам за гостувањето, ми беше задоволство. Ви благодариме.
Уфативме многу теми секако, нели, кои што се во склоп на културата, таква и нашата емисија. Почитувани гледачи, ете во неделниот микс беа актерите Здравко Стојмиров и Иванка Апостолова Баскар, која што не е актерка, туку е режисерка, продуцентка и така натаму. Во секој случај вие бидете заедно со нас, бидејќи за кратко се враќаме назад.